Поштовани представници на пишаните и електронските медиуми, еве пред вас вадам уште еден доказ за мојата невиност во она осудителна пресуда од 3,5 години. Овие докази се однесуваат на постапката водена за легализација на 4 објекта кои се наоѓаат покрај Илинденска. Што е интересно? Интересно е што легализацијата на еден од овие објекти го водел како полномошник адвокат Панче Тошковски. Ево, погледнете, значи полномошник Панче Тошковски ја водел легализацијата. Натаму, значи, урбанистичката согласност, овде гледате, ја подигнал адвокат Панче Тошковски. Интересно натаму што е на пресметката на комуналиите, значи документите потоа идат во град Скопје, пресметка на комуналиите потпишан Александар Јанакиевски. Тој е сега раководител на сектор за урбанизам во Газивава, претходно бил раководител на сектор за урбанизам во град Скопје, а претходно раководител на сектор за урбанизам во општина Центар. Господинот адвокат, сега министер Панче Тошковски, не го потенцирам за да го инкриминирам. Напротив, сакам да кажам дека господинот Тошковски ја познаа ова материја одлично. Тој не бил поднел барање за легализација како полномошник на на собственикот на ДОТ Мебел, од причини што господинот Панче Тошковски заедно со Милија Јанакиевски учествуваше во тимот кој го изготвуваше законот за легализација. И она што е уште најинтересно, полномошникот Панче Тошковски до нас има доставено изјава заверена на нотар од страна на собственикот на објектот дека објектот го поседува повеќе од 20 години и дека, потенцирам, објектот е диво градба. Значи сега имаме мртва трка меѓу оној што го чита законот и оној што го правел законот, и сега треба да погодиме прилика кој подобро ја познава оваа материја. Ова уште еден доказ дека во моментов ова пресуда е само политичка и ништо повеќе, и ова само покажува дека кога е во прашање струка, тогаш адвокат Панче Тошковски совесно си е завршил својата работа, бидејќи објектот имал право на легализација. Благодарам.